кратки најави за денешниот дневник. Струшкиот градоначалник Мерко не чувствува вина за делата за кои го товари јавното обвинителство. Планинската спасителна служба функционира единствено со делумна финансиска помош од општина Охрид. Останатите општини од регионов не ги испочитуваат договорите за соработка. Денеска започна првото електронско пријавување на учениците за упис во средно образование. Викендов ќе се одржи четвртото издание на меѓународниот теквондо ИТФ надпревар. Семејствата на жртвите во двете авионски несреќи на Боинг од 2018 и 2019 година побараа одштета од рекордни 25 милијарди долари. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес тропски ден, преовладуваше сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 34 степени Целзиусови. Во петок над Централна Европа ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што во западна, северозападна и Централна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и грамотевици, а локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност и со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 33 до 39 степени. Во Македонија во петок тропски ден ќе преовладува сончево и многу топло време со температури кои што се над повеќе годишниот просек и се невообичаено високи за овој период од годината. Минималните температури ќе се движат во интервал од 13 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 28 до 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Поради високите температури и високата вредност на УВ индексот, утре и во наредните денови се препорачува да се избегнува директна изложеност на сонце во периодите од 10 до 17 часот, како и да се почитуваат препораките на лекарите и надлежните институции за справување со топлотни бранови. Во Охрид во петок ќе превладува сончево и многу топло време со тропски температури. Утринската температура од 17 степени, додека пак дневната до 33. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и дневна температура до 33 степени. Во недела и понеделник претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови развојна нестабилност која што може да услови нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 20, односно 18 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 31, односно до 30 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко се изјасни дека не чувствува вина за незаконско назначување директори во 4 училишта. Во судот денес се одржа главната расправа за 4 дела против Мерко за несовесно работење во службата. 3 ке се водат во еден судски процес, а еден предмет засебен за училиштето во Велешта, бидејќи таму обвинителство открило и кривично дело фалсификување, за што се обвинети 4 лица. Во Струшкиот суд се одржа главната расправа против Мерко за незаконско назначување на директори во 4 училишта во селата Подгорци, Лабуништа, Велешта и Брајке Младиновци во Струга. Струшкиот градоначалник Рамис Мерко рече не чувствува вина за делата кои го товари јавно обвинителство, несовесно работење во службата, исказдаваше Аден Ајдаровски, кој 3 мандати директорувал во училиштето во Подгорци, а годинава се поднел оставка на барање на антикорупцијска комисија. Ајдаровски не исполнувал услови, немал 5 годишно работно искуство и не бил одредот на вработените. Ние имаме докази дека тоа ќе го докажеме дека истиот сторил кривично дело за кое се терите. Тоа ќе одлучи судит колку ќе осуди за кривичното дело, ќе видиме во текот на постапката. Дали ќе се согласиме со тоа со пресудата што ја донесува судот. Ако не се согласуваме, ќе поднесеме жалба до апелациониот суд во Битол. Против Струшкиот градоначалник се водат 4 предмети за незаконско поставување на директори, а во училиштето во село Велешта има и кривично дело фалсификување, при што се обвинети 4 лица. Моментално за училиштето во Велешта се води одвоен предмет, затоа што таму се повеќе обвинети, 4, а за другите 2 училишта се води споен предмет, 3 постапки во еден предмет. Покрај кривично дело несовесно работење во службата, а дело до обвинетите се гонати за кривично дело фалсификување исправа. Државниот просветен инспекторат извршил надзор во училиштето во Подгорци и му кажал на директорот дека незаконски е именуван, но инспекторатот не повел постапка. Судскиот процес за училиштето во Велешта се одложи за 5 јули.
Планинската спасителна служба, која е неопходна како систем за развој на алтернативните форми на туризам во регионот, требаше да биде одржлива со поддршка на општините Охрид, Струга, Дебрца, Вевчани и Ресен. Но во овој момент таа функционира единствено со делум на финансиска помош само од општина Охрид. Туристите и граѓаните влюбеници во природата и авантуристичкиот туризам задолживаат безбедно во убавините на Охридско-Струшкиот регион, се грижи Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Искусните планинари спасители, опремени и технички обучени по меѓународни стандарди, се на располагање 24 часа 7 дена во неделата и тоа на волонтерска основа. Планинската спасителна служба, која е неопходна како систем за развој на алтернативните форми на туризмот во регионот, требаше да биде одржлива со поддршка на општините Охрид, Струга, Дебрца, Вевчани и Ресен. Но во овој момент таа функционира единствено со одредена финансиска помош само од општина Охрид. Еве, до овој момент немаме никаква реакција од општините со желба да го поддржат овој систем. Тоа е единствено реализација во овој момент има само и конкретен договор и финансирање од општина Охрид. И тоа делумно, за жал морам да кажам дека капацитетот со кој располагаме во момент се должи исклучиво на финансирањето делумно од општина Охрид, додека останатите општини од регионот не се вклучени. Иако гледате дека регионално ние не можеме да се издвоиме, е уште еден апел, иако претходно, и тоа ќе кажам, претходно дури и од дипломатите во држава имаше писмени реакции до општините дека треба конечно да ги поддржуваат волонтерските системи. За жал, ние се уште немаме. При последната интервенција на Планинската спасителна служба за техничко извлекување стануваше збор за жители на Ресен, а сообраќајната несреќа се случи на граница на катастарските општини Охрид и Ресен. Чести се интервенциите на службата и во Дебрца, како и на планината Јабланица на територии на Струга и Вевчани. Сите овие општини имаат подпишано меморандуми за поддршка на службата, но истите не се реализирани. Уште на почетокот, на формирањето на ова 24-часовна служба, пред околу 6-7 години, во рамки на проектите кои ги спроведувавме, направивме една детална студија за финансиска одржливост на службата, каде што неминовно кажавме дека овие системи за спасување, како и секаде во светот, што е нормално, е неопходно да бидат финансирани од надлежните локални државни институции. Низ изминативе години Планинската спасителна служба покажа дека во ситуации каде останатите надлежни служби и институции немаа решение, тука се волонтерите спасители, кои со посебна опрема и техника успеваат да решаваат комплексни ситуации. Денеска започна првото електронско пријавување на учениците за упис во средните училишта. Второто пријавување е на 1 и 2 јули до 15 часот, информираат од Министерството за образование и наука. Започна уписите на учениците за средно образование. Од денес до 25 јуни до 15 часот ќе се реализира првото електронско пријавување на учениците за упис во средните училишта. Во 4 средни училишта во Охрид има место за 851 полуматурант. Во Охридската гимназија Свети Климент Охридски има 272 слободни места. Во економското училиште Свети Кирил и Методи ќе може да се запишат 152 ученици, од кои 118 во економско-правната и трговска струка и 34 во здравствената струка. Во електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски има 277 слободни места во 10 паралелки за машинска, електротехничка, сообраќајна струка и лични услуги. Во училишниот центар Ванчо Питошевски во прва година може да се запишат 150 ученици поделени во 6 паралелки во угостителско-туристичката струка. Во Струга, во двата средношколски училишни центри, има место за 839 ученици. Во гимназијата Доктор Ибрахим Темо во прва година ќе се запишат 306 ученици во 9 паралелки, од кои 3 паралелки на македонски наставен јазик, 5 на албански и 1 паралелка на турски наставен јазик. Во средното општинско училиште Нико Нестор има место за 533 средношколци, во 17 паралелки според наставните планови и програми за следниве струки: градежно-геодетска, електротехничка, текстилно-кожарска, хемиско-технолошка, економско-правна и трговска струка, здравствена струка и угостителско-туристичка струка. Второто пријавување е на 1 и 2 јули до 15 часот, информираат од Министерството за образование и наука.
Јавното предпријатие Водовод Охрид ги известува граѓаните дека по извршените дополнителни анализи на водата за пиење од страна на Центарот за јавно здравје Охрид и добиените резултати, водата во и околу мерно место населба Охридати и Охрид е исправна за пиење. Во сабота ќе се одржи 4-то издание на меѓународниот теквондо ИТФ надпревар Охрид Open 2024. Ќе учествуваат над 300 надпреварувачи од 10 земји од регионов. Во сабота во спортската сала Белјанин избори ќе се одржи 4-то издание на меѓународниот таеквондо ИТФ надпревар Охрид Open 2024 во организација на Македонската традиционална таеквондо федерација и таеквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец. Годинава на надпреварот учество имаат пријавено над 300 надпреварувачи од 31 клуб од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Грција, Бугарија, Албанија, Молдавија, Романија и Македонија. Учесниците ќе се надпреваруваат во форми и борби. Охрид Open од страна на ИТФ е ставен на рейтинг листата каде што се собираат критериуми за европски и светски првенства, па така во Охрид годинава ќе видиме европски и светски шампиони, најавува председателот на федерацијата Маријанчо Лазаревски. Ке имаме чест во Охрид да гледаме неколку европски и светски шампиони како непобедливиот Кирил Илиев од Фалкон Благоевград, кој е 6-кратен европски првак и актуелен светски првак, како во таеквондо ИТФ, така и во кикбокс. Генерален спонзор на надпреварот е ПН Метална и заслужен за издигнувањето на овој спорт во Македонија и за сите успеси. Овој надпревар е под покровителство на општина Охрид и Агенцијата за млади и спорт, вели Лазаревски. Почетокот на турнирот е во 9 часот во форми, околу 12 часот почнуваат борбите, а официјалното отворање на турнирот е во 14 часот и 30 минути. Влезот ќе биде слободен. Традиционална супер чистка и бесплатно возење на суп и кајак за денот на Охридското езеро. По повод 21 јуни, денот на Охридското езеро, утре, 21 јуни, ќе се одржи еколошка акција Супер чистка во организација на Суп клуб Охрид. Тргнувањето е во 9 часот од плажа Канео со суп и кајак. Учесниците веслаат и чистат до плажата Лабино, градска плажа и Старград. Настанот е бесплатен, како и опремата и кратка обука за опробување со суп и кајак, информираат организаторите. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Цел Еквадор поради хаварија вчера останал без напојување со електрична енергија, оставајќи ја нацијата од околу 18 милиони луѓе околу 3 часа без струја. Министерот за јавни работи на Еквадор, кој е и вршител на должноста министер за енергетика, објавил дека имало дефект на далноводот што предизвикал каскадно исклучување на национално ниво. Тој за инцидентот го обвинил недостатокот на инвестиции во енергетската мрежа во минатото и застарената инсталација, поради што сега се чувствуваат последиците. Оваа јужноамериканска земја се бори со суша која влијае на производството на електрична енергија од хидроцентралите. Во април председателот на Еквадор прогласи вонредна состојба во енергетскиот сектор и најави планирани прекини на струјата. Семејствата на 346 жртви во двете авионски несреќи на Боинг 737 Макс, што се случија во 2018 и 2019 година, побараа оштета од рекордни 25 милијарди долари. Двете несреќи се поврзани со неисправни системи за контрола на летот. Семејствата побараа повторно судење и оштета од 24,8 милијарди долари за најсмртоносниот корпоративен криминал во историјата на САД. Адвокатот на семејствата рекол дека тоа е разумна сума со оглед на огромната човечка цена за злосторствата на Боинг. Во октомври 2018 година сите 189 патници на летот на Lion Air загинаа кога авионот се урна во море 13 минути по полетувањето од Џакарта, Индонезија. Во март 2019-та авион на Етиопија Airlines се урна 6 минути по полетувањето од главниот град на Етиопија Адис Абеба, при што загинаа сите 157 патници. Министерството за правда на 7 јули треба да донесе одлука дали повторно да ги отвори обвиненијата за криминални измами против Боинг поднесени во 2021 година, а кои се поврзани со двете несреќи. 7 лица се ранети во пукање во Филаделфија. Ранетите биле во стабилна состојба, а меѓу нив имало и тројца тинејџери, соопштила полицијата. На местото на настанот не било пронајдено оружје и засега немало уапсени, информирале официјални лица, додавајќи дека истрагата е во тек, пренесува Associated Press.
Најмалку 29 лица починале, а стотина се хоспитализирани во јужната индиска држава Тамил Нада поради консумирање нелегално произведен алкохолен пијалак, соопштиле тамошните власти. Некои од хоспитализираните се наоѓале во критична состојба, со што бројот на починати лица би можел да се зголеми, изјавиле официјални представници. Властите соопштиле дека се уапсени лица кои биле вмешани во нелегалното производство на алкохолниот пијалак, кој е во Индија исклучително профитабилно поради неплаќањето даноци и енормната продажба по ниски цени, бидејќи сиромашните луѓе не можат да си дозволат да купуваат лиценцирани брендови од државните продавници. Во Москва издадено предупредување поради можно торнадо. Градските власти со апел до граѓаните да се воздржат од излегување на улици и да бидат крајно внимателни, бидејќи во главниот град денеска се очекуваат екстремно интензивни врнежи од дожд пропратени со силен ветер со можност за формирање торнадо. Метеоролозите велат дека торнадо во Москва е ретка, но можна природна појава. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.